Вести во 10 часот на 1 ТВ. Добар ден. Во тек е вториот круг од претседателските избори. На шестите поред избори право на глас имаат 1,8 милиони гласачи, а за да се избере претседател потребен е цензус од 40%, односно најмалку 723.253 граѓани да излезат и да гласаат. Денеска околу полноќ треба да се знаат и првите официјални резултати од гласањето на шестите претседателски избори од осамостојувањето на државата, на кои ќе се избере петиот претседател на Независна Македонија и првиот претседател на Република Северна Македонија. Доколку не се постигне цензусот и не се избере претседател, целата постапка се повторува, а функцијата претседател ја извршува собранискиот спикер. Лидерите на политичките партии од власта и опозицијата најавија нови предвремени парламентарни избори доколку не биде исполнет цензусот и претседателските избори пропаднат. Домашната и меѓународната експертска јавност се погласно предупредуваат дека цензусот мора да се укине, а како опција се наметнува и избор на претседател на државата во собранието. Во првиот круг од шестите претседателски избори кој мина во најдобар ред и без никакви нарушување на изборниот процес, своето право на глас го искористија 753.520 граѓани или 41,67% од запишаните избирачи. Во вториот круг влегоа двајцата кандидати со најмногу освоени гласови. Разликата со гласови меѓу нив во првиот круг изнесуваше 0,6% или нешто повеќе од 4000 гласа. Актуелниот претседател Ѓорѓе Иванов има мандат до 12 мај. Тој беше реизбран за втор мандат во 2014 година. Денешните шести поред претседателски избори се спроведуваат на 3480 избирачки места во Републикава и на 32 места во странство. Денеска се одржува вториот круг од претседателските избори. Во изводите од избирачкиот список се запишани 1.726.795 гласачи, 77.579 избирачи се на привремена работа или престој во странство, 1640 се на издржување казна затвор или се во притвор, а 7 гласачи се запишани како внатрешно раселени лица. Во посебниот извод од избирачкиот список за лица кои поднеле пријава во ДКП-ата во странство се запишани 1781 гласачи. Сите гласачки места на кои МОСТ има распоредено своји наблюдувачи се отворени навреме и досега не се забележани неправилности во спроведувањето на постапката на гласање, велат од оваа наблюдувачка асоциација. МОСТ го следи денешното гласање со повеќе од 1500 наблюдувачи. Граѓанската асоциација МОСТ ќе го следи денешното гласање со повеќе од 1500 наблюдувачи на 1160 гласачки места, кои што се избрани по случаен и репрезентативен примерок, ќе бидат распоредени исто толку наблюдувачи, со што ќе бидат покриени околу 33% од купниот број на избирачки места во Република Северна Македонија. Наблюдувачите на МОСТ се статични, односно се распоредени на едно избирачко место и го следат процесот на гласање во текот на целиот ден. Покрај тоа, МОСТ распореди и 100 мобилни тимови, составени од двајца наблюдувачи, од по двајца наблюдувачи низ целата држава, кои што служат како логистичка поддршка на статичните наблюдувачи и ги наблюдуваат оние места каде што МОСТ нема своји наблюдувачи, како и атмосферата надвор од избирачките места. Дополнително, 80 наблюдувачи ќе следат работата на општинските изборни комисии после завршувањето на гласањето, а ќе се следи работата на Државната изборна комисија. Како и на претходните изборни процеси, МОСТ го спроведува наблюдувањето во согласност со Декларацијата за универзални принципи за непартиско наблюдување на изборите од страна на граѓански организации, како и врз основа на останатите меѓународно признати стандарди за наблюдување на изборите. Според досегашните информации кои што ги имаме, односно според информациите од нашите наблюдувачи, отворени се сите гласачки места на кои што МОСТ има распоредено своји наблюдувачи. А во Скопската населба Центар е колешката Андреја Чобанова, екипата на 1 ТВ е во основното училиште Кирил и Методи. Линковски се вклучуваме од ова избирачко место. Андреја, како тече гласањето на ова избирачко место? Каква е излезноста до сега? Да, Александар, од информациите што ги имаме, сепак до 9 часот тука е мала излезноста, она што можат да го кажат претседателите на избирачките
одбори, односно во моментов се наоѓаме, како што спомена, во општина Центар. Гласањето и тука, односно сите гласачки кутии во изборните места се отворени навремено, односно точно во 7 часот, а е доставен и навремено материјалот од страна на Државната изборна комисија. Во продолжение, како тече гласањето, предлагам да слушнеме изјава од председател на избирачки одбор и секако и од еден избирач кој што кажа, односно кои се неговите очекувања за идниот председател. Избирачкото место беше навремено отворено, претходно, значи околу 6 часот, меѓутоа за гласање започна во 7 часот. Кутијата се беше како што беше останата во вчерашниот ден, значи ја испразнивме од доверливиот материјал како што беше дадено упатството од страна на членовите на општинската изборна комисија. Во најдобар ред, нема голема излезеност до сега до 9 часот. Очекувам дека попладне или како и да е попладне ќе има сигурно повеќе гласачи кои што ќе излезат и ќе одадат својот глас. Дали од Државната изборна комисија беа навремено пристигнати материјалите? Да, навремено, вчерашниот ден, така околу 10 часот, 10 и нешто беа доставени. И како што треба, значи, го наместивме избирачкото место и мислам спремно за денешниот ден за да може да се гласа. Значи сега пак очекувате практиката на изборите таква некако во попладневните часови да имате поголема? Да, секогаш, значи попладневните часови бројот на излезени граѓани кои што гласат е поголем, така да и денеска очекувам дека ќе биде така. Го остваривте ли своето право на глас? Да. Остварив. Кажете ми што очекувате од идниот председател на државата? Идниот председател малку ред да туре од државата, да немаме проблеми. Да не се менјат толку избори да нема, разбирате ме, а? Ова нека биде крај за оваа година. Сега очекуваме Ѓурѓевден, па после ќе дојде Ватикано, што ти јас така да мислам, оти ќе биде све у реду. Да. А ве очекувате ли дека вториот круг сега ќе има цензус? Обовезно сега се бире председател 100%. Нема проблема, така да све исполнето. Да, мислам оти сега кој ќе победе не знам, ама јас навивам за еден. Александар, и од она што можевме да слушнеме, досега тука во основното училиште Кирил и Методи во Центар гласањето досега се одвива во мирна атмосфера без никакви пријавени проблеми. Секако остануваме на терен да следиме како ќе се одвива и денешниот изборен ден. Андреја, ти благодарам за информациите во ова вклучување во вестите. За шестите председателски избори и предвремените локални избори во Охрид и Ново Село што се одржуваат денеска, избирачот може само еднаш да се појави на гласачко место за остварување на своето избирачко право. Избирачот добива едно гласачко ливче за избор на председател, а во двете општини и едно ливче за избор на градоначалник, со оглед дека советите се конституирани на редовните локални избори. За гласање на локалните избори, избирачот се подпишува во изводот од избирачкиот список наменета за локални избори. Заради обезбедување на тајноста на гласањето на денот на изборите на гласачките места, овластените представници на подносителите на листите, овластените наблюдувачи, членовите на изборните органи и избирачите не смеат да користат мобилни апарати, фотоапарати и други средства за снимање на изборниот материјал и на избирачите како гласаат. Вториот круг од трката за нов председател ќе го следат вкупно 3901 наблюдувач, од нив 3381 домашен наблюдувач, а 520 странски. Од надворешните наблюдувачи со најголем број е застапена мисијата на ОПСЕ Одихара 195, потоа Светскиот македонски конгрес Скопје, амбасадата на Соединетите Американски држави, делегацијата на Европската унија, делегацијата на Парламентарното собрание на Советот на Европа. Од домашните најголем број наблюдувачи има МОСТ, потоа Сдруженијето на афирмација на хумани вредности и младинска интеграција Максонце Скопје и Сдруженијето на граѓани за развој и промоција на туризмот, одржлив развој и човекови права Аксиос 2017 Скопје. Наблюдувачи има акредитирано и повеќе амбасади од странски земји, како амбасадите на Руската Федерација, Франција, Велика Британија, Шведска, Унгарија, Италија, Албанија.
Во пресред на вториот изборен круг од претседателските избори, Центарот за слобода ги повикува сите учесници во изборниот процес максимално да ги почитуваат демократските стандарди и законските регулативи и да придонесат кон слободни, фер и демократски избори. Правото на глас е неприкосновено човеково право и мора максимално да се почитува, велат оттаму. Од Цивил побараа од политичките партии да го почитуваат изборниот законник, уставот и законите на Република Северна Македонија, да ги сопрат евентуалните планови, ако такви постојат, за изборен подкуп, притисоци и манипулација на гласачите. Секој обид за кршење на законите и стандардите поврзани со изборниот процес мора веднаш да бидат сопрени и санкционирани. Не смее да има толеранција за каков и да е притисок, закана или корупција, велат од Центарот за слобода. Ги повикуваме граѓаните да гласаат слободно според собствено убедување. Никому не должат ништо. Се што им ветуваат партиите и кандидатите на било кои избори всушност им припаѓа ним, според уставот и законите на Република Северна Македонија. Доколку забележат нерегуларности од секаков вид, ги охрабруваме да ги пријават. Во канцеларијата на Народниот правобранител денеска на денот на одржувањето на вториот круг од претседателските избори 2019 и предвремените локални за градоначалник на општините Охрид и Новосело во периодот од 7 до 19 часот ќе функционира бесплатната телефонска линија 0800 54321 на која граѓаните ќе можат да пријават какви било повреди на избирачкото право. Отворени за граѓаните ќе бидат и сите 7 канцеларии на Народниот правобранител во Скопје, Битола, Кичево, Куманово, Струмица, Тетово и Штип, со цел да им се помогне во остварување и заштита на нивните избирачки права. Народниот правобранител правата на граѓаните ќе ги штити со преземање итни мерки и ефективно постапување од страна на надлежните органи во изборниот процес и другите институции што се должни да им обезбедат заштита на нивните загарантирани права. Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија подсетува дека нивната канцеларија денеска ќе биде отворена во текот на целиот ден за да им овозможи на граѓаните да пријават повреда на избирачкото право за време на претседателските избори. Од комитетот ги охрабруваат сите граѓани кои сметаат дека нивното избирачко право е повредено да го пријават случајот во канцеларијата на комитетот која се наоѓа на улицата Наум Наумовски Борче број 83 во Скопје. Доколку граѓаните не се во можност да дојдат до нивните простори, случаите на повреда на избирачкото право можат да ги пријават и преку телефонскиот број 0231190073. Граѓаните можат да ги поднесат пријавите наведувајќи ги своите лични податоци или анонимно. Сите пријави до комитетот ќе бидат дополнително истражени со цел да се верификува нивната веродостојност. Според податоците на Државната изборна комисија, гласањето во текот на вчерашниот ден во затворските одделенија поминало без никакви проблеми и одложувања. Според последните податоци добиени во текот на вчерашниот ден, гласале вкупно 74,13% од вкупно запишаните 1640 гласачи. Во единствениот центар за внатрешно раселени право на глас има 7 лица. На овие претседателски избори првпат гласаа гласачите во 2 старачки дома во Скопје, а од 71 гласач правото на глас го остварија 65, односно 91,54%, соопштуваат од Државната изборна комисија. Избирачките одбори беа одговорни за гласање на болните и немоќни или лица во куќен притвор. Во своите домови за остварување на гласачкото право се пријавиле 4407 граѓани како болни и немоќни и 12 кои се пријавиле како лица во куќен притвор. И иселениците вчера гласаа во вториот круг за претседател. Според последните информации, своето гласачко право го искористиле 46% од вкупно запишаните во избирачкиот список. Секој подносител на листа на кандидати во постапката за гласање, сумирање и утврдување на резултатите од гласањето може да поднесе приговор до Државната изборна комисија во рок од 48 часа по завршувањето на гласањето, односно објавување на првичните резултати. Државната изборна комисија е должна да реши по приговорот во рок од 48 часа по приемот. Против одлуката на Државната изборна комисија може да се поднесе тужба до Управниот суд во рок од 24 часа од приемот на решението. Управниот суд на Република Северна Македонија пак по жалбата е должен да донесе одлука во рок од 48 часа по нејзиниот прием.
Вториот мандат на председателот Ѓорѓе Иванов истекува, но засега тој не ја информира јавноста како ќе ја продолжи професионалната кариера. Неговиот кабинет се интересирал кај службата за општи и заеднички работи колку изнесува годишниот буџет за поранешен председател на државата. Според законот за правата на председателот и неговото семејство по престанок на функцијата, тој има право на пензија чиј износ е еднаков со износот на платата што ја прима председателот на државата, има право на канцелариски простор и најмногу 3 соработници. Има и право на лично обезбедување, како и право на користење службено возило и возач. Законот предвидува и да учествува на државни свечености и манифестации редоследно по председателот на Републиката, председателот на Собранието, председателот на владата и председателот на Уставниот суд. Од поранешните председатели Бранко Црвенковски има доживотна председателска пензија и кабинет. Семејството на загинатиот председател Борис Трајковски, неговата сопруга Вилма и децата имаат други права предвидени со законот. Според уставот и законот, доживотните привилегии еден поранешен председател може да ги загуби само ако бил разрешен со импичмент или ако Уставниот суд констатирал за време на мандатот дека председателот имал деловна неспособност. Поглаварот на Римокатоличката црква папата Франциск пристигна во апостолската посета на Бугарија како прва етапа од мини балканската посета во која е опфатена и Република Северна Македонија. На аеродромот тој беше пречекан од бугарскиот премиер Бојко Борисов и од представници на верските заедници. Пред председателската палата во Софија ќе се одржи церемонијата на пречек, пошто папата ќе има протоколарна средба со председателот на Бугарија Румен Радев. По разговорите на двајцата шефови на држави, папата Франциск ќе има средба со представници на бугарските власти, на граѓанскиот сектор и на дипломатскиот кор. Во попладневните часови, поглаварот на Римокатоличката црква ќе одржи света миса на плоштадот Кнез Александар. Пред неговата посета на земјава, папата упати порака до граѓаните, нарекувајќи ја Македонија убава поради различните култури и етникуми. Cari fratelli e sorelle della Macedonia del Nord, attraverso questo breve messaggio vorrei esprimervi la mia gioia e i sentimenti di affetto che provo per il vostro popolo e per la Chiesa che vive nella vostra terra. Dopo che il vostro paese raggiunse l'indipendenza, la Santa Sede ha voluto stabilire con esso rapporti di amicizia e relazioni diplomatiche. Oggi, più che mai, c'è bisogno di far crescere in Europa e nel mondo intero la cultura dell'incontro, la cultura della fraternità, e io verrò in mezzo a voi a seminare questi semi, sicuro che la vostra è terra buona, che saprà accoglierli e portarle frutto. Infatti, la peculiare bellezza del volto del vostro paese si deve proprio alla varietà delle culture e delle appartenenze etniche e religiose che vi abitano. Certo, la convivenza non è sempre facile, lo sappiamo, ma è una fatica che vale la pena di fare perché i mosaici più belli sono quelli più ricchi di colori. Affido la mia vita all'intercessione di una grande santa, figlia della vostra terra, Madre Teresa, nata e cresciuta a Skopje, è diventata con la grazia di Dio una coraggiosa missionaria della carità di Cristo nel mondo, dando conforto e dignità ai più poveri tra i poveri. Cari amici, prepariamo il nostro incontro con la preghiera, perché sia fecondo di pace e di ogni bene per tutto il vostro popolo. Dio vi benedica. На 7 мај, денот кога папата Франциск ќе одржи литургија, автобускиот градски превоз во Скопје ќе биде бесплатен за сите граѓани и посетители. Токму затоа се апелира граѓаните да користат јавен превоз. Исто така на 6 мај по 17 часот и цел ден на 7 мај, паркинзите во Скопје ќе бидат бесплатни. Организаторите апелираат до граѓаните да ги паркираат автомобилите надвор од строгиот центар на Скопје со цел непречено движење на сообраќајот. Прекин на сообраќај
пак ќе има од икон аеродромот Скопје на 7 мај во периодот од 7:30 до 9 часот наутро и од 17 до 18:30 часот попладне. Организаторите апелираат сите што тој ден ќе патуваат со авион да тргнат најмалку 1 час порано, бидејќи движењето по споредните патишта ќе трае подолго. Советот на Европа денеска одбележува 70 години од своето постоење. 7-член екипаж загина при пат на воен хеликоптер во близина на Каракас. Во Панама денеска се одржуваат општи избори на кои се избираат председател, заменик председател, како и 71 представник во Националното собрание и 81 градоначалник. Во продолжение неколку вести од регионот и светот. Во Белград синоќа се одржа уште еден протест на опозицијата, еден од 5 милиони против актуелната власт на Александар Вучик и Српската напредна странка, пошто опозицијата во Пионерскиот парк и председателството на Србија постави шатор, со што символично ја формираше слободната зона која ќе работи секој попладне од 13 до 21 часот и во неа опозицијата ќе организира пресконференции. Протестите започнаа со говорот на актерот Бранислав Лекик, кој го праша Вучик да соопшти какви последици ќе трпи Србија, бидејќи граѓаните не сакаат да го поддржат планот за разграничување со албанците во Косово. На протестот одржан на 13 април беше упатено барање за формирање заедничка комисија на власти и опозицијата за дефинирање фер и правични избори, избор на нов состав на регулаторната комисија за електронски медиуми и избор на технички и уреднички тим на Радиотелевизија Србија и на Радиотелевизија Војводина. Советот на Европа денеска одбележува 70 години од своето постоење, со што е најстарата европска меѓународна политичка организација, чија цел е создавање на единствена Европа врз принципите на слобода, демократија, заштита на човековите права и владење на правото. Како предизвици на модерниот свет, Советот на Европа ги наведува вештачката интелигенција, модерното робство, растечката нееднаквост помеѓу општествата, екстремниот национализам и популизам. Покрај 47 земји членки, 5 држави во Советот на Европа имаат статус на наблюдувачи: САД, Канада, Јапонија, Мексико и Ватикан. Република Северна Македонија на 9 ноември 1995 година стана 38 земја членка на Советот на Европа и активно соработува со сите тела. Од мај до ноември 2010 година земјата првпат претседаваше со Комитетот на министри на Советот на Европа. Меѓу поважните документи се Истанбулската конвенција против насилството врз жените и семејното насилство, подпишано од 46 држави. Сите 47 земји ја подпишаа Конвенцијата за заштита на децата од сексуална експлоатација и злоупотреба. Вкупно 54 земји ширум светот се опфатени со Конвенцијата за заштита на податоци и 63 држави, вклучително и САД, Австралија и Јапонија, се опфатени со Конвенцијата против компјутерскиот криминал. Сите 7 члена на екипажот загинаа при пат на воен хеликоптер во близина на Каракас, соопшти Министерството за одбрана на Венецуела. Властите испитуваат причината за несреќата. Хеликоптерот удрил во планина кај Каракас и во него имало двајца подполковници и 5 офицери. Мадуро на својот профил на Твитер напиша дека длабоко жали поради несреќата и испрати сочувство до семејствата на загинатите. Тој предстојуваше во Кохедес за да присуствува на серијата воени вежби кои, како што рече во телевизиското обраќање, ја покажуваат подготвеноста на армијата на земјата да одговори на заканата што доаѓа од САД. Во Панама денеска се одржуваат општи избори на кои се избираат председател, заменик председател, како и 71 представник на Националното собрание и 81 градоначалник. Председателот на Панама се избира во еден круг, а гласачите треба да се изјаснат за еден од 7 кандидати кои ќе води земјата во следните 5 години. Предизборната кампања беше фокусирана на борбата против корупцијата, подобрување на условите за живот, како и барањето за уставни промени. Според анкетите, фаворит е бизнисменот Лорентино Нито Кортизо од опозицијската Демократска револуционерна партија. Тој на политичката сцена во Панама е од 1994 година, а главна порака во предизборната трка му беше борбата против сиромаштијата, како и борбата против корупцијата и модернизацијата на панамското земјоделство. Со најмал рейтинг од 1% е Марко Амелио, поранешен заменик и поранешен председател на Националното собрание. Неговата главна поента во кампањата беше назначувањето на функционери да биде според нивните заслуги, а не според корупцијата.
И пред крајот на вестите, уште информациите за тоа какво време не очекува во наредниот период, а ни ги подготви колегата Славчо Поповски. Под влијание на силниот циклон Ален, од вчера вечерта најпрвин во западните, а во текот на денешниот ден и во останатите предели од државата ќе има врнежи од дожд кои локално ќе бидат поројни и проследени со појава на грмежи. Локално во текот на денот процесите има услови да бидат и поинтензивни и застапени во форма на невреме проследено со пороен дожд, електрични празнења, силен ветер и појава на град. Ке започне да дува јужен и југоисточен ветер кој повремено ќе биде засилен по интензитет. Во понеделник доцна попладне и навечер поради спуштање на значително постудена воздушна маса од север, ќе дува засилен северен ветер кој ќе услови значителен пад на температурите, па така врнежите од дожд ќе поминат во врнежи од снег на планините. За време на овој циклон локално ќе наврни по значително количество на воден талок од 20 до 30 литри на метар квадратен. Особено студено ќе биде во текот на ноќта вторник кон среда и во среда наутро, кога постои опасност и за појава на мраз, па така минималните температури ќе се спуштаат во интервалот од -2 до 6 степени, додека на планинските места ќе биде уште постудено. Најниски дневни вредности на температурата се очекуваат во вторник, кога максималните дневни температури на воздухот ќе се спуштаат во интервалот од 9 до 18 степени. Затоплување на времето и пораст на температурите на воздухот ќе има од среда. Со информациите за времето го заокружуваме ова информативно издание. Останете со нашата програма. За повеќе информации посетете на 1tv.mk. Имајте пријатен ден.